Добро утро. Во следните 10 минути ќе имаме можност да поразговараме со господинот Срџан Амет, кој што е национален координатор на невладината организација Мадам Фортуна. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, ви благодарам на поканата. Имаме интересен повод за денешното ваше гостување во утренски брифинг. Тоа е еден настан, флешмоб, кој што ќе се организира денеска, потоцна во приквечерието и ќе се одржува во близина на трговскиот центар каде што и ние денеска се наоѓаме. Може ли ни кажете за што станува збор? Преку театарот, односно преку уметноста сакаме да ги минимализираме сите глупости се, сите банални работи кои што не се случуваат, нетрпението, дискриминацијата, предрасудите и сето на што го гледаме околу нас во нашиот така наречен соживот и да ја пренесеме пораката на уметноста дека треба повеќе да се доближиме, да се запознаеме и да се сакаме. Во колку часот и каде точно ќе се одвива овој флешмоб, колку луѓе се пријавени, дали може и случајни минувачи да учествуваат, која е идејата всушност? Идејата со флешмобот е на отворено место, точно на плоштадот на две локации, е да заедно учествуваат повеќе од 40 учесници и ученици од средното училиште Шајб Јусуф од Шуторизари, а е предводено театарот Рома од Скопје. Преку некоја спонтана ситуација да се пренесе една во три фази. Првата фаза е што е она што го прават ромите на плоштад кога се наоѓаат, значи со кога продаваат, со какви ситуации се сретнуваат, па потоа како може музиката да ги сближи и ромите и неромите, вклучени во флешмобот се и роми и нероми. Кога зборам за нероми, зборам за македонци, зборам за белгијанци, зборам за шпанци, зборам за германци, тоа се млади луѓе кои што се вклучени во рамките на овој проект. И тука низ музиката и низ играта како може да се сближат и да ги рачистат недоразбирањата помеѓу нив. Би споминала и тоа дека од невладината организација од која што вие доаѓате се занимава исклучиво со проекти поврзани со културата и уметноста и на тој начин се обидувате да ги разбиете овие предрасуди и да го подобрите со животот кај нас во државата. На кои други проекти работите? Мадам Фортуна е европска невладна организација, таа е стационирана во Кралството Белгија, во Македонија работи со Сдруженијето Мир во последните 15 години. Организацијата занимава само со артистичко-социјални проекти. Како овој проект кој што е наречен Европски караван, кој што се случува веќе втора година по тоа име, во изминатите 15 години работиме заедно на интеграција на бегалци во соживотот преку уметноста, потоа вклучување на младите роми и нероми преку театарот. Сите наши интервенции и активности се врзани со уметноста. Сакаме да ја доближиме пораката до местното население, градењето на европските вредности преку Европската унија, тие ни се постојан донатор, тоа е Европската комисија, е да ги доближиме европските вредности на младите нероми и роми, како и на балканците, заедно преку уметноста, за да може да пренесеме порака дека можеме све да направиме заедно преку една призма, а ние нарекуваме тоа уметноста за нас. Ви прашала каков е вашиот впечаток, се подобрува ли инклузијата и на ромите конкретно, бидејќи се во фокусот на разговорот кај нас во општеството? Зависи од која гледна точка тоа го гледате. Ако збориме од културата, тие не се интегрираат. Ако збориме од социјалниот аспект, не се интегрираат. Економски стагнираат во општеството, така да ромите се уште остануваат, затоа и работиме со нив, една од најмаргинализираните и најсоцијалната заедница како во нашите фокуси на работа во Мадам Фортуна, така мислам дека и во Македонија тоа се случува, но има значителни примери кои што се издигаат и може да представуваат добар пример за останатите, но сепак тоа е процес кој што не може туку така да се среди со години уназадување, така да полека почнува да има некаков прогрес. Споменавте дека во овој проект кој што денеска ќе се одвива се вклучени ученици, млади роми. Има ли кај нив интерес за уметноста, бидејќи зборуваме дека уметноста е еден од секторите во кои што најмалку се вложува, посебно кај оваа популација. Мислите ли дека со малку вложување би можело да се истакне нивниот талент? Апсолутно. Секој млад човек има потенцијал за уметност, без разлика на неговата етничка припадност. Можда разликата со ромите и неромите е тоа што неромската млада популација ги има повеќе можностите за уметничко изразување во општеството. Ромите се уште немаат културен дом, на пример. Ромите има два аматерски театри, се викаат аматерски театри бидејќи тие се регистрирани како невладини организации, така и делуваат. Има фолклорни друштва кои што се функционираат како невладини организации.
постои огромен потенцијал, само тој треба соодветно да се канализира и пренесе, процесуира понатаму во општеството. Како има ли расположение можеби од ваша страна како невладина организација или пак можеби преку некои проекти да се изгради еден културен дом на ромите кој што велите дека антостасува? Да, ние веќе четврта година поред со општина Шуторица сме во огромни во одлична соработка и во огромни преговори за да може да се воздигне некаков дом, некакво место, каче каде што ќе може културата да се развива, како и културното наследство, така и традиционалното наследство на ромите да се пренесе преку уметноста. Општината ни ги даде сте одврзани раце, но е малце попроблематична целата работа, се работи за урбанизација на заедницата, се работи за дупови кои што мора да постојат маркици за да се изгради такво нешто, сепак е политичка воља. Градоначалникот до сега во таа општина даде огромна подршка и прави сите напори да ја обезбеди таа маркица и тој детален урбанистички план. Но ете, тоа иде споро, ние се надеваме дека у некое скоро време во наредната 1 или 2 години дека и тоа ќе го спроведеме. А во меѓувреме и уште еднаш да ги посетиме нашите гледачи, вечерва во 17 часот доколку имаат можност да дојдат и да го проследат вашиот флешмоб. Да, така е на плоштад, фала ви. Уште еднаш ви благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Се надевам дека предизвикав интерес кај гледачите и сите кои што ќе имаат можност ќе дојдат да видат за што станува збор, а се надевам дека и јас ќе успеам да стигнам за тоа што баш ме интересира што ќе се случува вечерва на плоштад.